Два пати неделно во текот на летните месеци, кога дневните температури се повисоки од 25 степени, ќе треба да се собира комуналниот отпад од домаќинствата во Кочани. Таква одлука донесе Советот на општината, со што е направена и измена во програмата за јавна чистота, а која се однесува за наредната година. Такво размислување имаше уште пред половина година, но тогаш не најдена поддршка од мнозинството и остана само како предлог. На последната седница, кога се утврдуваше предлог програмата за одржување на јавната хигиена, повторно се најде пред советниците, при што беше дадено и кратко образложение. Сметам дека е добро и за здравјето на граѓаните, и за безбедноста, значи за хигиенски причини, во програмата да влезе дека во летниот период по два пати неделно ќе се изнесува сметот или да се укаже дека кога температурите ќе надминат дневните над 25 степени, значи во тој случај да имаме два пати неделно изнесување на сметот. Мислам дека ова од интерес на сите граѓани без оглед од каде доаѓаат и би ми било драго ако оваа промена влезе во планот. Без дискусии и размислување по дадениот предлог, советниците едногласно му дадоа поддршка на Стоилков. Со тоа, од следното лето, обврска на комуналците од водовод ќе биде почесто да го собираат отпадот од домовите. Исто така, како дополнување во годишната програма, беше даден предлог и за чистење на околината на спомен комплексот на Лукубија. Сметам дека споменикот на слободата не се одржува добро и дека треба и тој да влезе во програмата за јавна чистота. Дали има некој кој што е одговорен и ќе даде објаснување по однос на ова мое прашање. И во самата програма има ставено повремено одржување на споменикот на револуцијата, можете да го прочитате. Предлогот на советникот Алексов беше дополнет поради поголема прецизност во одредбите. Имам конкретен предлог, зборот или терминологијата повремено да ја заменеме со строги, дефинирана динамика, па колку и да е таа ретка, дали споменикот ќе се одржува еднаш месечно, два пати месечно, се во склад со можностите на јавното предпријатие, меѓутоа по мене звучи малку понижувачки повремено. Иако беше побарана конкретна временска рамка, колку пати да се одржува околината на споменикот, сепак Трајанов остана на ставот тоа да го одредат вработените во водовод според нивните можности. Неговиот предлог исто така најде на поддршка кај советниците и тие едногласно го усвоија.